6 жртви има во 4 сообраќајни несреќи кои се случиле на експресниот пат Штип-Кочани во текот на минатата година, покажа статистиката на МВР. Големиот број на жртви на експресниот пат Штип-Кочани го вклучи алармот. Експертите се децидни дека оваа сообраќајна артерија, кој истокот го поврзува со централниот дел на државата, е една од најбезбедните делници. Наместо експресен се користи како автопат, а дозволената брзина ретко се почитува. Сакам да потенцирам дека ова е една итна работа која што треба да се преземе со координација меѓу институциите, сет на мерки, затоа што е комплексен проблемот. На експресниот пат Штип-Кочани има поставено соодветна сигнализација на сите критични места. Максималната брзина е 110 км на час, но поради тоа што патот е рамен и без угорнини, возачите честопати се претекнуваат со огромна брзина. Експресниот пат не е автопат. Често многу го користат како автопат и на непрегледни места претекнуваат и покрај тоа што идат возила од спротивниот правец и потенцијално влегуваат во директен судар. Значи, начинот на возење се уште е непознаница кај голем дел од возачите, поради тоа што релативно нов концепт на патишта се ова во Македонија и упатувам повеќе до институциите да реагираат на време и до граѓаните да безбедно да го користат овој експресен пат. Според сообраќајните инженери, како едно од најприфатливите решенија за зголемување на безбедноста на експресниот пат Штип-Кочани е концептот 2+2. Со ова сообраќајно решение се предвидува додавање по една коловозна лента на постојните и нивно физичко разделување. По оваа делница, која всушност представува продолжение на автопатот Штип-Миладиновци, почна да се вози од декември 2022 година.